Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе продолжиме со обработка на глава 4 од посланието на апостол Павле до Галатјаните. Ќе започнеме со читање и коментар на стих 6, каде апостолот ја пишува третата придобивка која ја имаат оние кои се надеваат на Христос. Павле вели дека оние кои го имаат спасението преку верата во Господ Исус се нарекуваат Божи деца. Доктрината за Божјото татковство е една од централните во христијанската вера. И секој кој е искрен христијанин може да го нарече Бог свој небесен татко. Секој кој искрено верува во смртта и воскресението на Господ Исус Христос е член на најголемото семејство кое постои во светот, а тоа е црквата. Кога Павле им пишува на галатјаните дека Бог е нивниот татко, тој само ги подсетува на нивниот идентитет, но и на начинот на кој дојдоа до тој идентитет, односно преку вера, а не преку добри дела. Бог е совршен татко, а ние како негови деца сме далеку од совршени. Често правиме нешта кои се спротивни на Божјата волја. Носиме безумни одлуки, се однесуваме на начин кој не ни доликува и слично. Тоа не го велам само за вас, истото го мислам и за себе. Мораме да сватиме дека припадноста на Божјото семејство не подразбира совршенство, туку стремеш кон светост. Библијата јасно ни вели дека сме грешни и се додека сме на овој свет, ќе имаме грешна природа во себе. За разлика од нас, Бог е совршен и свет, но сепак ни дозволува да бидеме дел од неговото семејство. Но припадноста на Божјото семејство може да се постигне само преку вера во Господ Исус Христос. Тоа е единствениот услов кој Бог го поставил за нас. Слушнете што пишува Павле во стих 6. А бидејќи вие сте синови, Бог го испрати духот на својот син во срцата ваши, кој вика Ава, Оче. Забележете дека од сите зборови кои ги прочитавме во овој стих, само еден е непознат и го нема во нашиот јазик. Зборот Ава. Овој збор не е преведен во ниту еден превод на писмото. Преведувачите го изоставуваат преводот на овој збор. Тие сакаат да остане ист како во оригиналниот јазик, бидејќи го сметаат за посебен. Всушност, ако навистина инсистираме да го преведеме овој збор, можеби најблискиот збор кој ќе го долови тоа што Павле го пишува е зборот тате или татенце. Не знам за вас, ама никогаш досега немам сретнато човек кој на Бог му се обраќа со тате или татенце. Најчесто му се обраќаме со оче или небесен татко. Сметам дека во крајна смисла станува збор за форма која и не е толку важна. Тоа што е поважно е суштината, односно дека поради вера во Христос Бог станува наш небесен татко, а ние негови синови и ќерки. Колку е голема таа привилегија? Тоа е најпрекрасното искуство кое може да го има еден човек и кое им е достапно на сите луѓе. Во минатото, во Америка имало еден човек по име Пол Радер. И за него се вели дека своевремено бил еден од најпознатите и најдобрите проповедници во Америка. Тој бил еден од луѓето кои често зборувале за тоа дека христијанскиот живот е живот во полнота и дека Бог ни дава можност да живееме живот во духовно изобилие. Многу често зборувал за тоа како христијаните треба да го искусат Бог како нивни татко. Некои од луѓето кои не ги разбирале неговите проповеди го критикувале, тврдејќи дека се застапува за живење совршен живот. Но Пол воопшто не зборувал за тоа. Тој едноставно го проповедал евангелието, а оние кои не ги разбирале неговите пораки, мислеле дека проповеда некаков ерес. Јас лично се согласувам со него и цврсто сум уверен дека не само што треба да знаеме дека Бог е наш татко, туку и да го искусиме тоа и да живееме во светло на таа вистина. Во една од неговите проповеди, Пол рекол: старата природа, која сите ние ја имаме, е како мртва мачка. Бог од нас бара да клекнеме, да ја фатиме таа мачка за опашката и да ја фрлиме колку што можеме подалеку. Не знам за вас, но јас целосно се согласувам со оваа изјава. Единственото нешто што можам да го кажам е амин. Мислам дека секој од нас има потреба да се ослободи од грешната природа, бидејќи токму таа грешна природа ни го успорува, а неретко и кочи патот кон светоста и христоликоста. Навистина сакам да се ослободам од мојата грешна природа.
Знам дека додека сум тука на земјата, не можам целосно да го сторам тоа. Но истовремено знам дека можам секојдневно да ја фрлам таа мртва мачка што подалеку од мене. Токму тоа бил коментарот и на еден од слушателите на Пол. Кога завршила проповедта, овој човек му пристапил на проповедникот и му рекол: изгледа забораваш дека мртвата мачка има 9 животи. И ако ја фрлиш, таа пак ќе се врати кај тебе и повторно ќе треба да ја фрлиш. Да, тоа е вистина. Не можеме еднаш за секогаш да се ослободиме од гревот. Но можеме секојдневно да се бориме против него. Затоа не си веќе роб, туку син. Ако си пак син, тогаш си и наследник Божи преку Исус Христос. За жал има голем број христијани кои се задоволуваат со просечна духовност и не го доживуваат Бог на подлабок и посуштински начин. На таквите христијанскиот живот им е досаден и монотон. Еден од начините на кои Бог ги буди од таквиот сон е преку неволји, околности во кои нивната вера е ставена на тест. Претпоставувам дека некои од вас кои ме слушаат денес минуваат низ такви тестови. Сакам да знаете дека сум почувствувал на своја кожа што значи да се мине низ сериозен тест во животот. Пред некое време ме диагностицираа со рак и требаше да одам на операција. Кога станува збор за болници и операции, јас сум еден од најголемите кукавици на светот. Многу ми е страф од тие нешта. Благодарен сум му на Бог што имаме болници, но не сакам да влегувам во нив. Кога влегов во болницата, ми дадоа болничка наметка, од оние што се отворени одназад, и ми рекоа да легнам на креветот. Толку ми беше страф од тоа што следува, што не можев да се качам и легнам на креветот. Сестрата ме праша: што е проблемот, да не ви се лоши? И одговорив: не, ама многу ми е страф. Таа ми помогна да легнам на креветот и ми кажа дека е време да ме подготват за операцијата. Кога го слушнав тоа, побарав од неа да ми дадат уште неколку минути за да се смирам. Во таа болница сум бил многу пати претходно во улога на пастор. Но овој пат бев пациент и тоа значително го промени начинот на кој ја доживеав. Го направив истото што и царот Езекија. Се свртев кон зидот и почнав да се молам со зборовите: Господе, знаеш дека сум бил на ова место многу пати и се обидував да ги тешам оние кои се болни. Се молев за нив и им кажував дека ти си со нив во секој миг од нивните животи. Откако ќе ги посетев пациентите, си одев дома. Ама денес мора да останам. Не знам каков ќе биде резултатот од операцијата, но се предавам во твоите раце. Кога завршив со молитвата, се чувствував многу подобро. Не му кажав на Бог каков сакам да биде резултатот и исходот од операцијата, туку само се предадов во неговите раце и тоа ми беше доволно. Во тие мигови го искусив Бог на навистина прекрасен начин. Кога се молиме на Бог и му дозволуваме секојдневно да не исполнува, тој станува важна реалност од нашиот живот и тогаш разбираме што значи да го имаме за небесен татко. Некој на кој можеме да му се обратиме со Ава, Оче. Во Римјаните 8:16 пишува: самиот дух му сведочи на нашиот дух дека ние сме чеда Божји. Не ви посакувам некаква неволја во животот, но сакам да знаете дека неретко Бог ни се открива преку неволите и така не учи како целосно да му се предадеме. Во тие моменти, ние всушност можеме вистински да научиме што значи да го имаме Бог за небесен Отец. Така што, искуството е важен дел од христијанскиот живот и Бог сака не само да го исповедаме како Отец, туку и да го доживееме како таков. Апостолот Павле пишува дека, кога бил во затвор, многумина го заборавиле и се чувствувал осамен. Во 2 Тимотеј 4:16 пишува: сите ме заборавија, но Господ беше со мене. Прекрасно е да се има небесен Отец кој е со нас во секое време. Тој ни ветил: никогаш нема да те оставам, ниту пак да те заборавам. Продолжуваме со читање. Стих 8. Но тогаш, бидејќи Бога не го познававте, им служевте на богови кои по својата природа не се богови. Овие зборови се однесуваат на тоа како галатјаните живееја пред да го познаваат Бог. Областа Галатија беше место каде се обожуваа многу лажни богови. Затоа Павле им вели дека служеа на богови, односно на кипови, кои по својата природа не се богови.
Со други зборови, апостолот ги подсетува дека пред да поверуваат во Исус, тие служеа на лажни религии кои произлегуваат од сатаната. Во 1 Коринтијаните 12:2 таквите идоли ги нарекува неми идоли. Но тоа беше во минатото. Стих 9. А сега, откако го познавте Бога, или подобро, откако Бог ве позна, како сега повторно се враќате кон слабите и бедни стихии на кои сакате одново да им служите? Ми се допаѓа тоа што Павле вели дека Бог е тој кој целосно не познава и тоа е всушност суштината на спасението. На некој начин, апостолот како да го споредува животот под законот со животот кој галатјаните го имаа пред да бидат спасени. Односно, ако одлучат да живеат под законот, тие ќе бидат робови, исто како што беа пред Бог да ги спознае и спаси. Стих 10. Внимававте на деновите, месеците, времињата, годините. Овој стих се однесува на празниците. Иако немам ништо против празниците, сепак сакам да знаете дека сами по себе тие не се свети и посебни денови, барем не во Божите очи. Поентата не е само да празнуваме празници, туку преку нив да се подсетиме на Божите дела и Божјата добрина. Само на тој начин оние денови во кои празнуваме одредени празници ќе станат богоугодни и посебни во Божите очи. За жал, живееме во култура во која за време на Великден и Божјих повеќе внимание се посветува на самите празници, отколку на живиот Бог. Стих 11. Се плашам за вас, да не сум се трудел меѓу вас попусто. Павле на фин начин им вели на галатјаните: се плашам дека напразно си го трошев времето со вас. Зошто им го вели тоа? Бидејќи тој проповедаше спасение по благодат, а тие ја прифатија идејата дека спасението се добива преку пазењето на законот. Според него, пазењето на законот како средство за спасение е исто толку ефективно како и обожавањето некој лажен Бог. Слушнете што пишува во стих 12. Ве молам, браќа, станете како мене, затоа што и јас станав како вас. Вие со ништо не сте ме навредиле. Галатјаните го прифатија евангелието кое им го проповедаше Павле, но по некое време го прифатија и лажното евангелие кое им беше проповедено од страна на некои еврејски учители. Затоа Павле им вели: станете како мене, односно тој во суштина ги моли: вратете се назад кај Христос и напуштете ги лажните учења. Знаете дека, кога за прв пат ви проповедав, бев телесно немоќен. Преку овој стих дознаваме дека при првата средба на Павле со галатјаните, апостолот имаше некаква телесна немоќ. Зашто станува збор? Да продолжиме со читање. И при сето тоа, вие не го презревте искушението на моето тело, ниту се погнасивте од него, туку ме примивте како ангел Божи, како Исус Христос. Очигледно е дека поради оваа телесна немоќ, Павле изгледаше многу непривлечно. Ке го прочитам следниот стих и потоа ќе ви кажам која беше телесната немоќ според моето сваќање. Каде ви е сега радоста ваша? Сведочам за вас дека кога би било можно и очите своји би ги извадиле и би ми ги дале. Моje лично убедување е дека трнот во телото на Павле беше проблем со видот. Причината зашто го мислам тоа е бидејќи Павле вели дека галатјаните биле спремни и своите очи да ги извадат и да му ги дадат ако за тоа има потреба. Ако Павле имаше проблеми со ногата, зошто галатјаните би сакале да му ги дадат и очите? Затоа верувам дека Павле имал проблеми со видот, а според некои историчари во тоа време голем број луѓе имале таа диагноза. Ако навистина имал некаква болест на очите, претпоставувам дека таа имала видни симптоми, и тоа можело да се забележи додека Павле проповедал. Слушнете ги неговите зборови, последниот стих. И затоа ли станав ваш непријател, бидејќи ви ја зборував вистината? Најверојатно галатјаните почнале да го гледаат Павле како нивни непријател, бидејќи се противел на лажното евангелие во кое поверувале. Може би лажните учители ги убедиле галатјаните дека Павле не им мисли добро. Но забележете колку е директен апостолот кон нив. И им вели: непријател сум ви, затоа што ви ја кажувам вистината? Голем е бројот на луѓе кои не сакаат проповедниците да им ја кажат вистината во лице. Се повеќе луѓе сакаат да дојдат во црква и некој да им каже дека се добри, дека треба да си останат такви какви што се
и слично. Секој од нас сака да биде тапкан по рамото. Но црквата не е место каде ќе бидеме тапкани по рамото. Црквата треба да е место каде луѓето се соочени со вистината, бидејќи вистината ќе ги ослободи. Павле им ја кажа вистината на галатјаните, но тоа не им се допаѓаше. Потоа вели: тие не ревнуваат за вас добро, туку сакаат да ве одвојат од мене, да вие за нив да ревнувате. Со други зборови, Павле вели: лажните учители ви го проповедаат законот, но тоа го прават за лична, а не за ваша корист. Нивната главна цел беше да направат нови обратеници и да се фалат со тоа. Добро е секогаш да ревнувате во доброто, а не само кога сум меѓу вас. Стих 19. Чеда мој. Грчкиот збор преведен како чеда е текина и се однесува на мали бебиња. За кои сум пак во родилни маки, додека не се обликува во вас Исус Христос. Кога вели дека е пак во родилни маки, Павле сака да каже дека повторно се обидува да ги доведе до вистинската вера, бидејќи галатјаните застрани од правото учење. Сега би сакал да бидам меѓу вас и да ви се обратам со поинаков тон, бидејќи сум во недоумица за вас. Апостолот Павле сакаше да се види со галатјаните лице в лице и да им се обрати со малку поинаков тон, за да го сватат сериозно. Кажете ми, вие, што сакате да бидете под законот, зарем не го слушате законот? Во следниот стих повторно се враќа кај Авраам како пример за сето тоа што го пишува. Конкретно, тоа што го пишува се однесува на двете жени на Авраам и децата кои му ги родија. Зашто е напишано дека Авраам имаше двајца синови, еден од слугинката, а друг од слободната. Павле прави јасно разграничување и контраст помеѓу двата сина кои му се родија на Авраам. Првиот од Агара, а вториот од Сара. Првиот е Исмаел, а вториот Исак. Која е разликата меѓу нив двајца? Едниот беше роден од слугинка, а другиот од слободна жена. Слободната жена е символ за благодатта, а слугинката за законот. Слушнете што пишува во стих 24. А ова е речено сликовито. Двете жени се двата завета. Едниот од Синајската гора која раѓа за робство, а тоа е Агара. Некои луѓе велат дека Авраам не бил историска личност и дека неговиот живот е еден вид алегорија и добра приказна од која може да се научат важни морални и духовни принципи. Но тоа не е вистина. Авраам на вистина постоел, а од неговиот живот може да се извлечат неколку алегории, помеѓу кои е и оваа за која пишува Павле. Следниот пат ќе продолжиме со обработка на оваа глава. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.